Еден дел од Универзитетот Гоце Делчев и од Факултетот за медицински науки, кој што е нешто ново и во Штип и воопшто во поглед на високото образование, барем во овие последни години, е рекреативниот центар на Универзитетот Гоце Делчев. Центар кој што е создаден не само за да овозможи студентите да имаат пракса, да видат како се работи во поглед на физиотерапијата и во други области, туку и да нуди услуги на граѓаните. Значи, собрано се воедно да бидеме во тек со современите збеднувања. Раководител на овој центар е доктор Венча Николовска. Доктор Николовска, како е вашето искуство од работењето на рекреативниот центар на Универзитетот Гоце Делчев, посебно од аспект на тоа што го реков, споено во едно и искуство за студентите и понуда за граѓаните? Рекреативниот центар на Универзитетот Гоце Делчев Штип постои од 1 февруари 2013 година, значи веќе година и пол. На почетокот тоа беше пионерски проект. Едноставно, бидејќи имавме комплетната апаратура која што беше набавена за потребите на студиската програма за физиотерапевти, студентите доаѓаа редовно тука, ги спроведуваа своите практични вежби, па така, разговарајќи со ректорот, дојдовме до идеја дека е добро истата оваа апаратура да биде искористена и за апликативна дејност. На почетокот беше замислено оваа апликативна дејност да биде само за студентите кои што студираат на Универзитетот Гоце Делчев и за вработените. Но со самото отварање на рекреативниот центар, телефонот постојано ни звонеше од страна на граѓаните од Штип и пошироко од околината, и така се договоривме да биде отворен рекреативниот центар, да има отворен карактер и за сите останати граѓани кои што сакаат да ги добијат услугите кои што се пружаат во рекреативниот центар. Верувајте ни, клиентите кои што доаѓаат постојано се враќаат и постојано ни носат и други клиенти. Тоа значи дека функционираме безпрекорно. Секој пат кога доаѓаат клиентите, доаѓаат на закажан термин. Никогаш не се случило да отстапуваат од терминот или да чекаат за нивната услуга, туку секој клиент си има право на приватност, право на свој термин и едноставно доаѓаат, уживаат и си ги добиваат услугите за кои што имаат потреба. Значи, со еден збор, рекреативниот центар е место каде што граѓаните, студентите, вработените можат да се рекреираат, релаксираат и рехабилитираат. Цените се толку ниски и поволни, кои што му овозможуваат дури на еден студент без собствени примања да може да си дозволи било каква услуга. Еве, во последно време посебно се атрактивни пакетите за физикална терапија. Ова се однесува за граѓаните од пошироката Штипска општина, па и околината. Регионот се разбира? Да, цената е 700 денари за 7-дневен пакет од физикална услуга, значи 100 денари дневно, и гледаме дека граѓаните масовно доаѓаат, не само оние кои што имаат потреба, туку и оние кои што сакаат да си го превенираат, да си го зачуваат своето здравје, тоа се навистина мали цени. Друго, ви спомнав дека располагаме со најсовремена апаратура. Така, која што требаше да се искористи, што е добро. Не само за физикална медицина, туку и за естетска физиотерапија. Значи, ја имаме апаратурата која што ја нема нити медицинскиот факултет во Скопје, нити Битола, нити во Тетово, туку ја имаат само... Штета е да не се искористи, предпоставувам. Да, навистина е штета да не се искористи. Мислам дека интересот кој што кажувате, кој што ги има од јавноста, покажува дека е погодена работата и со насоката физиотерапевти, односно со насоките на високата здравствена школа. Очигледно дека е гледано да се погоди што е интересот, каде има потреба. Точно. И сакав да ви спомнам друго, дека освен практичните вежби кои што нашите студенти ги имаат овде во овие кабинети, значи ова е кабинетот за естетска физиотерапија, додека во другата просторија е кабинетот за физикална терапија. Обично не ги мешаме здравите луѓе кои што ги сметаме за клиенти и луѓето кои што имаат здравствени проблеми кои што ги сметаме за наши пациенти. Значи, студентите, освен практичните вежби за нивните стручни предмети, овде имаат можност да си ја спроведуваат и својата летна пракса. И нивното искуство говори дека по завршувањето на нивната летна пракса, тие веќе се оспособени уште пред да дипломираат да можат да работат на својата струка. Значи, да можат и во местата од каде што доаѓаат да прават масажи, антицелулитни масажи, значи овдека го изучуваат и она кое што не спаѓа во склопот на нивната студиска програма. Добиваат многу пошироко знаење. Имате ли фидбек од нив? Дали ви се јавуваат по завршувањето, бидејќи излегува веќе дипломирани физиотерапевти,
Дали имат останува контактот и колку се задоволни од тоа што го добиле во текот на студирањето и овде во рекреативниот центар? Апсолутно. Ние никогаш ги немаме прекинато нашите релации со студентите кои што завршиле и дипломирале кај нас на факултетот. Дури посебно сакам да потенцирам за студентите од првата генерација. А тоа беа студенти со кои што заедно учевме и како јас да бидам подобар професор и како тие да бидат подобри студенти, и ние до ден денес одржуваме постојан контакт, дури се консултираат за се. Тоа се веќе реализирани луѓе. Тие веќе многу од нив си имаат свој приватен бизнис, многу од нив заминаа во странски држави, постојано одржуваме контакти и се консултираме за се едно нешто што ги интересира или ако некогаш некаде заглават или им треба некој стручен совет или помош од нас. Во секој случај, како што реков, очигледно е дека она што е намерата на формирањето на рекреативниот центар, исполнета е функцијата. И повеќе од очекуваното. И тоа во насока на студентите кои што овде ги одржуваат вежбите, како што веќе рековте. И сега, веројатно, се ова ќе продолжи понатаму, бидејќи насоката физиотерапија продолжува и понатаму и оваа година ќе се запишат студенти. Бидејќи ги имате контактите, дали веќе и кај вас се интересираат, неки студентите, родителите се интересираат на секаде. И претпоставувам веќе знаат кој е задолжен за таа студиска програма, дали се интересира, дали има интерес за насоката физиотерапевт? Смерот за физиотерапевти е еден од најатрактивните смерови, мислам од стручните студии. И обично првиот ден уште таму некаде околу 10:30 до 12 часот е пополнета квотата за студенти физиотерапевти. Значи навистина атрактивен. И како е на вториот циклус, бидејќи имаме и втор циклус на Исто така и на вториот циклус имаме 3 студиски програми, тоа е студиската програма за кинезитерапија, студиската програма за акупресура и рефлексотерапија, кој што сега е посебно атрактивен смер, и студиската програма за рехабилитација на деца и корекција на телесни деформитети. Сакав да ви кажам дека не само од Источна Македонија, туку кај нас е многу голем интересот на студентите пошироко од цела Македонија. Ние имаме студенти од Охрид, од Битола, Прилеп, нели си имаат таму свој факултет. Имаме многу студенти од Скопје, Тетово, Гостива, Велес, значи доаѓаат од секаде студенти се интересираат. И еве сега уште пред да започнат за уписите за новата учебна 2014-2015 година, веќе наголемо се јавуваат и родителите, и самите студенти се интересираат, бидејќи знаат дека ние навистина располагаме со услови и знаат дека овие услови кои што ги имаме му овозможува на еден студент комплетно да се оспособи за да може сам понатаму да продолжи да се бори и да ги совлада предизвиците на нивниот иден професионален живот. Овде излегуваат веќе подготвени да работат и работат. И сега неодамна во Штип престојуваше делегација од Универзитетот Ченду, така беше. Се потпиша договор кој што е поврзан директно со она што се работи и овде и на Факултетот за медицински науки. Да ни кажете нешто повеќе за тој дел, што може да се очекува ново од целата таа соработка? Јас ќе се навртам малку подалеку. Да, ви имате престој, да, кога имате престој во Кина, веројатно оттаму започна се. Имплементацијата на кинеската традиционална медицина во Република Македонија, тоа е проект на владата на Република Македонија. Тука е вклучено и Министерството за здравство и е вклучено Универзитетот Гоце Делчев Штип. Значи на него му е додаден проект. Јас како раководител на овој проект, уште во октомври бев во Кина заедно со делегацијата која што беше председателот Ѓорѓе Иванов, министерот за здравство и нивните придружници. Значи од тогаш започна сето тоа. Нашиот премиер ја има уште за време на неговото роудшоу го има договорено овој проект и заради тоа се смета за еден проект со висок приоритет и заради тоа се прават напори за што побрза имплементација на кинеската традиционална медицина. На нашата прва посета веќе беа направени првичните договори. Тогаш присуствував на еден меѓународен семинар во кој што учествуваа сите држави сите универзитети кои што ги имаат студиските програми за традиционална кинеска медицина, а Македонија беше представена како држава идна членка на таа интернационална мрежа од универзитети и држави кои што ја практикуваат традиционалната кинеска медицина. Понатаму, во март, јас и мојот асистент Тоше Крстев бевме во Пекинг, во болницата Гуанканмен, тоа е Кинеска академија за медицински науки, научно-истражувачки центар, и тоа беше веќе програмата Train the Trainer. Значи ние требаше да заминеме на обука по акупунктура, кинеска традиционална медицина. Таму ја поминавме и обуката за тујна масажа, капинг терапија и сите оние техники кои што се
преминуваат во традиционалната кинеска медицина. И таму беше подпишан првиот договор со Кинеската академија за медицински науки. Значи, гостувањето на делегацијата од Ченгду е вториот чекор. Подпишувањето на договорот со Универзитетот за традиционална кинеска медицина од Ченгду, тоа е друга покрајната Сишуан, Јужна Кина, и тоа исто така представува голем исчекор напред, бидејќи со тоа веќе ние си ја заокруживме и си ја добивме логистичката поддршка која што ни е потребна за наредниот чекор од проектот, а тоа е отварањето на новата студиска програма за традиционална кинеска медицина овде на факултетот за Гоце Делчев Штип. Значи тоа ќе биде првата студиска програма за традиционална кинеска медицина пошироко на Балканот. И таа ќе биде двојазична студиска програма на англиски и на македонски јазик, бидејќи не е замислена само за студентите од Македонија, туку и за студентите од поширокиот простор. Значи малку поголем проект, како би одела динамиката, акредитациите, одат во тек изработката на елаборатот, бидејќи студиската програма веќе е изработена, тоа ќе биде компатибилна студиска програма со Универзитетот од Пекинг и Универзитетот од Ченгду, значи логички е да соодветствува со нивната студиска програма за да може понатаму дипломите да им бидат признаени на студентите кои што ќе завршат на таа студиска програма. Токму од тие причини ние не бразаме и не го форсираме овој проект, туку сакаме се да биде онака како што треба да биде и заради тоа се спрема чекор по чекор. Веројатно ќе има интерес, сигурно ќе има интерес за оваа насока, меѓутоа кога веќе споменавте престојот во Пекинг, за нас во Македонија, за нас на Балканот малку како непознато подрачје во поглед, непознат терен во поглед на образованието, во поглед на тоа како функционираат. Кој е вашето искуство? Има ли нешто поразлично? Како функционираат во високото образование таму и во овој домен традиционалната кинеска медицина? Вака, на студиските програми за традиционална кинеска медицина постојат неколку смера. И кај нив кога се каже дека некој е доктор за акупунктура, тој е доктор за акупунктура затоа што тој 5 години студирал акупунктура. И на крајот си го добива звањето доктор за акупунктура. Оние студенти кои што студирале 5 години тујна масажа, тие се доктори за тујна масажа. Оние студенти кои што студирале западна медицина, тие си го добиваат звањето доктор на медицина. Значи, исто како нашите доктори. И тие што се доктори на медицина немаат никаква допирна точка со акупунктура, со акупресура, со тујна или со било кој сегмент од кинеската традиционална медицина. Значи, детерминирани... Така функционира нивниот систем за образование. Значи, не е како кај нас само лекарите со општа медицина имаат право да работат кинеска традиционална медицина или акупунктура. Луѓето кои што работат акупунктура специјално се обучувани и учеле 5 години да работат акупунктура. За интернационалните студенти кои што студираат во Пекинг или во останатите универзитети во Кина, првата година им е изучување на стариот кинески јазик, на традиционалниот кинески јазик, на поимите, бидејќи тоа е филозофија која што тие ја практикуваат 5000 години наназад. Не е тоа нешто од вчера и токму од тие причини прво го изучуваат кинескиот јазик, па дури наредната година започнуваат да ги учат најпрвин суштинските предмети кои што се изучуваат и на факултетите за општа медицина, анатомија, патологија, физиологија, ургентна медицина и веќе понатаму од наредната втората година тие стриктно се усмеруваат да изучуваат традиционалната кинеска медицина. Во секој случај интересно да се види еден поинаква култура практично, а образованието очигледно насекаде и од секаде може да се научи нешто, претпоставувам. Искуството таму е драгоцено, сигурно. Јас би сакала да споделам нешто, тоа е друга димензија. Така? Значи тоа се луѓе кои што живеат во друг свет, посебен свет. Не дека Кина како Кина со својата местоположба е поразлична, туку начинот на кој што размислуваат и функционираат луѓето е многу различен. Так. Ја би можела да направам компарација помеѓу нашите луѓе и луѓето во Кина. Ние за време на нашиот престој таму свативме дека кинезите се луѓе кои што едноставно живеат, си го живеат животот само за себе и воопшто не се интересираат за останатите луѓе. И ние дори кога ги гледавме луѓето како своето слободно време си го исполнуваат со активности кои што на нив им се допаѓаат. Тие си прават она што им го исполнува нивното срце или дивната душа, и свативме дека никој од останатите минувачи не забележуваат дека некој стои и пее, дека друг се медитира, дека некој си
си лови риби во реката, некој си плаче, ама никој не го приметува дека си плаче. И свативме дека единствените ние, тие што не се вклопуваат во целата таа слика, сме ние што сме застанали и наблюдуваме дека некоја жена пее, а никој друг не ја приметува дека пее. А знаете која е разликата помеѓу нив и помеѓу нас? Тоа е моje лично размислување, не значи дека е тоа вистина. Печаток од посетата, ние, сигурно. Како луѓе, сме хронично несреќни луѓе. Не зборувам само за македонците, зборувам општо луѓето од западниот свет. Значи, тоа е хронично несреќни луѓе. Постојано нешто сме незадоволни, постојано нешто ни фали, постојано некој друг ни е виновен за нашата несреќа. Значи, ние среќата ја бараме и ја чекаме. И нашата среќа зависи од некој и од нешто. Ќе бидам среќен кога ќе го добијам тоа, ќе бидам среќен кога ќе ми се случи тоа. Кај кинезите не е така, за нив среќата е внатрешно чувство. Значи, нивното патување, трагање во животот е од надвор кон внатре. Тие се движат во вид на спирала и си ја пронаоѓаат својата душа. А додека ние постојано среќата ја бараме некаде од надвор. Таа не се бара, таа се создава. Значи, кога разговаравме со менторката, која што е професорка и беше задолжена за нас, за нашата обука, мене ми беше чудно што пациентите, во една мала просторија, во исто време терапија се даваше на 24 пациенти. По 6 души лежеа на кревет и по 6 души седеа на столчиња. Не ми беа чудни оние што лежеа на кревет, туку ми беа чудни тие што седеа на столче, а имаат диагноза фацијалис, тинитус, значи диагноза за која што треба да се седи. И тие седеа во оваа позиција. И седеа не 5-10 минути, туку 30 до 40 минути, без никој да мрдне, без никој да трепне. И јас се обидував и мојот асистент да издржиме барем 5-10 минути, ама некако тешко ни успеваше. После петата, и тоа без игли, и после петата минута веќе рацете почнуваат да се тресат, не можеме да издржиме да останеме во таа положба. И ја прашав професорката, како овие луѓе успеваат да седат во таа позиција целите накитени со игли. И таа ми даде еден многу едноставен одговор, ми рече, вика, па тие не се овде? И ја прашав, а каде се? Тамо, вика, каде што им е убаво. Каде е тоа? Па вика, секој си има различно место каде што му е убаво. Значи, тие, од самиот момент кога им се поставуваат иглите, тие едноставно медитираат. И ти не се ни свесни дека се таму, дека седат на столче, тие едноставно си медитираат. Добро рековте, 5000 години се во прашање, може би повеќе кај што и големи разлики и динамиката на западниот свет, веројатно, прави, нас не прави малку поинакви, предпоставувам. И тоа е друго нешто што ми е интересно. Кинезите, например, тие едноставно го оставаат секој човек да се движи по својата кармичка патека. Тие воопшто не се мешаат за начинот на кој што живее некој друг. Значи, а кај нас, додека кај нас најголемиот непријател на човекот не е само стравото, неуспех, туку конформизмот. Ние цело време гледаме што ќе речат другите за она што ќе го правиме ние. Дали е во ред? Пази како зборуваш, ќе не слушнат соседите, или пази што правиш, кој знае што ќе рече за тебе. Тие го оставаат човек да се движи по неговата патека. И тие дури не ти ни помагаат ако не им побараш помош. Значи, за нив е навреда да нудиш помош на некој ако не си му побарал. Значи, го остава секој во неговиот свет и со неговите мисли. Дури и кога ги гледавме луѓето како си плачат, едноставно си плачат, никој не му обрнува внимание дека тој некој плаче. Не му приоѓа да го прашаат зошто. И ние седиме и пратиме што се случува, ке си плаче, ке си се исплаче, ке си ги избрише созите и готово, станува и си продолжува да си. Сосема поинаков начин на согледување на нештата, на животот. Точно. Еве, целата таа нивна филозофија, значи, кинеската филозофија е тема за една цела емисија. Јас би можела да ви ја раскажам само со неколку реченици, тоа се зборови на Конфуци. Таму се вели: внимавајте на своите зборови, бидејќи вашите зборови, внимавајте на своите мисли, бидејќи вашите мисли стануваат зборови. Внимавајте на вашите зборови, бидејќи вашите зборови стануваат дела. Внимавајте на вашите дела, бидејќи вашите дела стануваат ваш карактер. И внимавајте на вашиот карактер, бидејќи вашиот карактер станува ваша судбина. Значи, тоа е целата нивна филозофија содржана во само 4 реченица. Па можеме да прилагодиме многу од тоа и кај нас во Македонија, сосема очигледно. Во секој случај, сигурно добро искуство и очекуваме од соработката со Универзитетот од Кина
успешно имплементирање на оваа насока. Да, тоа ќе биде една многу плодна, многу успешна соработка, бидејќи и со нивното, веднаш после нивното заминување во Ченду, ние редовно ги одржуваме контактите. Еве сега ги добивме курикулумите од нив. Веќе сме во изработка, студиската програма веќе е изготвена. Туку сега ги спремаме наставните планови по соодветните предмети, а бидејќи тоа ќе биде двојазична студиска програма, па идат малку побавно. Инаку активно ја одржуваме комуникацијата и соработката со нив и тие навистина очекуваат возвратна посета од нас. Беа презадоволни од нивниот престој во Македонија, беа презадоволни од условите во кои што студираат студентите во Универзитетот Гоце Делчев, не само кабинетите за студентите од физикална медицина, туку тие ги видоа сите лаборатории, комплетно беа во посета на низ целиот универзитет. Се надеваме на успешна соработка и успешно имплементирање на се она што нема да не смени веројатно како балканци, ама малку да размислуваме во насока на тоа да не се грижиме многу што работи друг, ние самите можеби ќе биде подобро. Во секој случај образованието и во таа насока треба да оди да не менува на подобро, ми се чини. Точно. Ви благодарам за разговорот. И јас ви благодарам. Тоа беше доктор Венча Николовска, раководител на центарот, рекреативниот центар на Универзитетот Гоце Делчев. Слушнавте интересни информации. Мислам дека она што ќе биде најинтересно кога веќе ќе функционира програмата за традиционална кинеска медицина, верувам дека ќе има интерес, како што и досега има интерес за овие насоки кои што ги имаме во состав на Факултетот за медицински науки, кои што одат во таа насока на детерминирање на одредени области, она што му е потребно на македонското здравство.